5 часот, студено февруарско утро. Карлос Мартин и неговиот екипаж пловат со Бонамар 2 од пристаништето на Барселона во темните води на Средоземното море. Од година во година работата станува потешка. Рибарските мрежи веќе не се полни само со риби. Се повеќе во нив се наоѓа и пластичен отпад. Во реките има многу отпад. Пластиката особено се собира на речното устие. Мартин плови подалеку од брегот за да избегне отпад, што дополнително ги зголемува неговите трошоци. Ја одвојуваме цврстата пластика и ја враќаме на копното, но целулозната пластика се зафаќа на јазлите на мрежите. Така мрежите стануваат уште потешки, не функционираат правилно за длбочината и зафаќаат кал, и така се кинат заради тежината. Локалната власт понуди решение. Рибарите ќе застанат во првите редови во битката против пластиката во океаните. Првично, 1 милион евра пари на даночните обврзници од Европската Унија и каталонската влада се наменети за поддршка на стотици рибари како Мартин. Тие нема да добијат пари, но со практични мерки ќе им се помогне да го излечат пластичниот отпад. Тоа ќе помогне да го носат на бродот она што треба да го носат за да се справат со проблемот и во исто време да се спроведат студии. Ако проектот е успешен, би можел да се реализира и во други области од Медитеранот. Количината на пластичен отпад на шпанските плажи се зголеми за 65% за само 6 години, покажуваат официјалните податоци. Мартин вели дека риболовната заедница сега го разбира обемот на проблемот. Претходно ќе ја земевме пластиката и ќе ја фрлевме назад во вода. Не знаевме подобро. Последниве години станавме посвесни. Ништо не се фрла во вода. Собираме се и го носиме на брегот. Напуштената опрема за риболов сочинува голем дел од проценетите 8 до 12 милиони тони пластика што се фрлаат во океаните широм светот секоја година. Мартин и неговата риболовна заедница се решени да го променат имиџот на индустријата и да бидат дел од глобалните напори за чистење на океаните.